55 Стефан Атанасовски, со број 9 е Петар Ферукоски, Ево Ферукоски до Мајдун. Кима онде жолт картон. За Милушковиќ беше жолтен картон. А исклучено 2 минути Балша Чејовиќ. Костов Мајдук, лошо додавање таму на левото крило Ненад Костовски, каде печурите поставувам на клупата. Симич, Милушковиќ. Тајник ќе го издаде удар од 9 метри. Милушковиќ, Симич, Магди. Интервенција на Василија Пачуница кој успеа да се врати. Се обидоа да изненадат Стружани. Симич, па Магди, Симич, Милушковиќ, Симич. Милушковиќ бие само во стартивата. Дали ја допре, ќе сметаме дека Василија Печуница ја допре оваа топка по ударот на Мајдук. Неколку интересни податоци ги врзуваат овие две екипи. Подсетувам, говорам исклучиво за периодот од 2014 па наваму, од формирањето на ГРК Тикваш. Ево го првиот гол за Богдан Милушковиќ, 3-0 води Тикваш. Не се сети отсуството на Балша Чејовиќ. Овие две екипи игра и во првата лига, она втора по ранг. Таму поуспешни се Стружани. Одиграа 6 надпревари, 2 средби доби Тикваш, 4 доби Струга. Меѓутоа, откако влегоа во Суперлигата, Тикваш 2020-2021, Струга една година пред тоа, ГРК Тикваш е многу поуспешен. Ево го првиот гол за Стружани, стрелец Петар Феруковски. Девет надпревари досега одиграле овие две екипи во Суперлигата, 8 победи на кавадарчани и 1 нерешен резултат. Струга нема победа во Суперлигата против кавадаречкиот состав. Милушковиќ од место, од зглоб, низ зона. 4-1 води Тикваш. Забрзаа и Стружани. Изнуди пенал Стефан Атанасовски, корпулентен, висок. Ќе и биде тешко на одбраната на Тикваш. Сега да видиме Ново Костов. Да, тако тој.
прецизен. Четири-два. Стружани во моментов се 10 на табелата, имаат само 4 бода, 2 победи. Исто толку 4 бода и 2 победи има и Куманово. Махју Мегди биеше. Одбрана беше ова на голманот на Струга. Александар Ѓорѓевиќ, колку што можем да забележиме на голот на Струга во овој момент. Ѓурѓевиќ, ми се чини реков Ѓорѓевиќ. Лизно таму Мајдун, Феруковски, Мајдун, загледи сега Мечкаровски. Не сакаше да ризикува ништо Диме Коцев. Излезе Томчо Стојановски за да влезе Јан Тајник. Сега греши, прочитан беше Мијушковиќ беше прочитан, меѓутоа грешат трушките ракометани, или поточно кажано Василија Печулица ја бележи третата одбрана. Девета минута, 4-2 на семафорот за домаќин. Не ги спомнав, Ненад Николовски и Исмаил Металари. Делегат на надговорот е Васил Чардаров. Му ја одзеде ова топка на Мегди. Можност Струга да дојде на -1. Ја имаше Печулица оваа топка, меѓутоа му го пише на голот на Ахмед Мајдун. Ево го проверува и за Неготин Експрес Димитар Коцев. Повторно ја имаше Печулица оваа топка, меѓутоа втор гол за Ахмед Мајдун. А ова е гол број 3 за Богдан Мијушковиќ. 6-4. 12-та минута,
во момент започна. Фатен сега ударот на Балшо Чејовиќ, а нова одбрана бележи Александар Ѓурѓевиќ. Четврти гол за Мијушковиќ, 4 одбрани Василија Печурица. Ракометниот карван во организација на Ракометната федерација на Македонија денеска беше во Кавадарци. Некаде околу 300-400 дечиња продефилираа во салата јасни. Меѓутоа, тие 300-400 дечиња кои наводно беа заинтересирани за ракометот, па не знам дали има 10% во салата. Брани Печурица, 5-та одбрана за него. Ненад Костовски беше фатен таму. Од денеска во Кавадарци на мини подготовки е и женската сениорска репрезентација на Македонија, која како селектор ја води токму тренерот на ГРК Тикваш, Грчевски. Сега ќе ми простите, не можам да забележам да видам дали има некој од нашите репрезентативки или некои присутни во салата. Ево овој Чејовиќ прецизен, 8-4 води Тикваш. Нашите ракометарки ќе останат во Кавадарци до среда навечер, до четврток, кога патуваат за Анкара на еден меѓународен ракометен турнир, на кој ќе учествуваат домаќино Турција, Словенија и Словачка. Во петок по наше во 14 часот по наше, во петок играме со Турција, во сабота од 14 часот, во сабота од 12 часот ќе играме со Словенија, а во недела од 10 часот по наше време играме со Словачка. Убава можност за селектор Грчевски да ја види подготвеноста на нашите ракометарки. Дали повторно ќе има исклучување, како што стои судијата, предпоставувам да. 2 минути за Ахмед Мохамед Магди. На истото место на Костов Торгов. Георги Гришикашвили на линијата од 7 метри на местото на Јан Тајник. Ке излезе Мијушковиќ.
Томчо Стојановски остана на позицијата лев бек, а во игра влезе Мартин Димовски како 10 бек. Ево Стојановски. И гол. Гол за Стојановски. Наум Костов. Не дава Василија Кочулица, 6-та интервенција. Минута од првото полувреме, 9-5 стои на семафорот, уште 50 секунди тикаше со играч помал. Мартин Димовски под застана подбиеше од место и беше прецизен. 10-5. Тикаш е фаворит во овој дуел, спомнам дека Струга е на 10-то место со 4 бодови. Тикаш е на 5-то место за водечката четворка. Значи на онаа позиција што носи место во плей-офот. Сега грешка во додавањето кон Наум Костов. Грузинскиот пикер. И гол за грузијецот. А на 2 минути на кудата испратен Филип Мечкаровски. Костов, Мајдуб, со број 34, Бобан Савески во игра. На местото на исклучениот Мечкаровски, на којата е голманот Ѓурѓевиќ. Реков куриозитет. 6 надпревари Тикваш и Струга одиграа во првата лига. 2 победи на Тикваш, 4 порази на 4 победи на Струга. Во Суперлигата од сезона 2020-2021, кога Тикваш влезе во Суперлига, па наваму 9 надпревари меѓу овие два противника, 8 победи на Тикваш и 1 нерешен резултат. Интересно, нерешениот резултат е од минатата сезона во март оваа година, или поточно кажано баш на 8 март, Струга Тикваш 25-25. Во првиот надпревар сезонава во Струга, Тикваш на 22 септември, Тикваш славеше со 23-26. Или ако сакате сумарен 15 надпревари досега меѓу овие две екипи, 10 победи на Тикваш, 1 нерешен и 4 порази, односно 4 победи на Струга. Овде прави пробивање Наум Костов. Направи со кошаркарски жаргон кажано еден подвижен блок. Мики Лазов е го играл со број 23. Мартин Димовски е тамо од десното криво погодува Балша
Чејович. Втор гол за него. Номер до Ракометна федерација на Македонија. Оние што ви работат на записници, што ви работат на статистика, што ви работат таму на средување на сета таа документација во федерацијата, не е Цејовиц, него е Чејовиќ. Чисто информативно. Да не се бркаме кога некој ги отвори сите тие документи и PDF фајлови. Повторно Василија Печурица, 7 гол за него. Антон Стојановски постигнува втор гол. 13-5 води ГДК. Последна третина од првото полувреме. Диме Костов одлично го следи и успеа да му одземе топката на Ахмед Мајдук. Стојановски, Лазов, Димовски. Дали беше удрен, судиите велат ништо. Погоди Петар Царуковски, втор гол за него. Гоцев, Стојановски, Лазов, Димовски, Чејовиќ, убава атрактивна акција, стрелец, втор гол за Димитар Коцев. 14-6. 22-та минута истекува, волно почна 23-та. Одлично таму Димовски излегува на Феруковски. Мајдук, Феруковски. Савески, Феруковски. Томчо Стојановски исклучен на 2 минути. Ова е трето исклучување за четврто, пардон, за Кавадарчани во првиот период. Значи 23 минути и 8 играме со играч помал. Ево голот за Бодан Савески. Лазов, Димовски,
Поповски признава и сам излегува второ исклучување за Филип Мечкаровски. 7-3. По статирата биеше Джулијано Христоски. Ракометарот со број 2 во редовите на ГРК Тиквиш. Нов гол за Мајдук, трет за него. 14-8. За 25 секунди Тиквиш ќе биде комплетен. Ќе го одработат рутински така од девечките коментари. Лазов, Мијушковиќ, Димовски, Мијушковиќ, Димовски, Лазов, убава акција. Од Калдај, Никидај, прв гол за нашиот млад ракометар. Савески, па Мајдук, таму Феруковски, па Савески, Феруковски, Мајдук, Савески, Мајдук. Погодал Мајдук, четврти гол за Ахмед Мајдук. 15-9. Тајмаут бара Кристијан Грчевски. Мијушковиќ, Лазов, Мијушковиќ, Димовски, Лазов. За Коцев беше ова топка, меѓутоа фаулиран Диме Коцев од страна на Мајан Костов. Тоа е верната сенка. Интересно, Мајан Костов е најдобар стрелец кај Струга, Диме Коцев кај Тиквиш. Досега. Убав Цепелин, Чејовиќ до Коцев, трет гол за него. 22 тројца лозари на трибините. Поддршка за нашите ракометари, сегмент каде што настапуваат кавадарички спортисти и спортски колективи, тие се присутни. Овде имаше фаул врз Мечкаровски, кој се вратил во игра. Мечкаровски е втор стрелец во Струга. И е Мајдук петти гол за него.
Пети гол и за Богдан Мијушковиќ. Има промена на голот на Струга. Дамјан Тотенковски на голот. Савески се обида да стори нешто, не може тамо покрај Мијушковиќ и Стојановски. Шести гол за Ахмед Мајдук. Најрасположен ке Стружани. Последна минута од првиот дел. Седумнаесет-11 стои на семафора. Тиквеш ја оправдува фаворитската улога. Беше блокиран, но и заработи удар од Атанасовски, нашиот Мартин Димовски. Сега го прочита Лазов, како школски буквар. Ова е гол на Ненад Костовски. А еве го вториот гол за Мики Лазов. 18-12 по првите 30 минути. Еден гол за Ахмед Мухамед Магди, два гола постигна Томчо Стојановски, два Челич, два Лазов, еден Мартин Димовски, три Димитар Коцев, еден Симич, пет Мијушковиќ и еден Грише Кашвили. Во родовите на Струга 6 гола на Мајдуб, 2 на Феруковски, 2 на Наум Костов и по еднаш во листата на стрелците се запиша Ненад Костовски и Богдан Савески. Одличен во првиот дел со 7 интервенции и голманот на тикваш Василије Печурица. Почитувани, се враќаме назад по паузата од 10 минути.
Почитувани љубители на ракометот, еве на стартот на второто полувреме, прв надпревар од 14-тото коло машка ракометна Суперлига. Во Канадарци Тикваш црно-бела комбинација против Струга црвено-бела, по првите 30 минути до накинот убедливо води 18-12. Стружани го имаат првиот напад. Подсетувам, ова е 16-ти надпревар помеѓу овие две екипи. 10 победи досега на Тикваш, еден нерешен резултат и 4 порази. Сите победи Стружани ги имаат во првата лига, кога играа заедно таму во понизок ранг. А во Суперлигата од 9 до сегашни надпревари 8 победи на Тикваш и една нерешена средба. Мечкаровски, Феруковски погоди Петар Феруковски, трет гол за него. Димовски, Мики Лазов, Димовски, повторно Лазов, Томчо Стојановски го на лев бек, Георги Гришикашвили како пикер, Диме Коцев е таму на левото крило, а Джулијано Христоски е на десното крило. Дали ќе име скочување? Да, го содлаче буквално Джулијано Христоски таму Ахмед Мајдум. Го видео тоа судиите, Ненад Николовски и Исмаил Металари. Биеше сега Томчо Стојановски, непрецизно. 2 од 3 на Стојановски во шутевите. Без гол на Неструга. Мечкаровски, Савелски, за нам Косто нова топка, на голот протикуваш Маријан Велков. Пред гол за Косто, прв од игра, 1 од 3 на шут од игра, има 2 гола од пенал. Ова е Мики Лазов, убава работа со Лозе, пред гол за Мики Лазов. Атанасовски, Феруковски, Мечкаровски, Савески, Феруковски, веднаш таму како од катапулт излет од Диме Коцев, меѓутоа беше свирен фаул. Друга во напад. Сгрешија сега во додавањата Стружани. Биеше Мијушковиќ, одбрана на Тутенковски. 5 од 7 има Богдан Мијушковиќ. Мечкаровски, Феруковски, Мечкаровски, Савески. Комплетно е Струга. Атанасовски. Четврти гол за Петар Феруковски. Ево го првиот гол за Джулијано Христоски.
Савески, Мечкаревски, Феруковски, бековската линија на Струга. Убаво со тело го однесе противникот овде Мартин Димовски. Ке се смета како одбрана на Маријан Велков. Убав уште еден Цепелин, овој пат стрелец Мартин Димовски, втор за него. Дваесет 15 почува Боцото Тикваш. Тешка задача има во следното голо Карадаречкиот состав. Гостуваме кај Варда. Биеше од место Савески. Втор гол за него. Трет гол за Томчо Стојановски. Сега ги гледам репрезентативките на Македонија, сениорската репрезентација на мини подготовки овде во Кавадарци. Ги гледате таму, веднаш над нашата клупа. Имаат тренинг, веднаш по завршувањето на овој надпревар. Селекторот Грчевски, тренерот на Тикваш, пресече Мартин Димовски. Сигурно, смирено, трет гол за него. 23-16. Феруковски па Мечкаровски. Тама е Савески. Спортска призна Димитар Коцев, исклучен на 2 минути. Пето исклучување за Кавадарчани. Има 4 во првото полувреме. Мацо Велков стапува на сцена, го одбрани ударот на Бобан Савески, втора одбрана за него. Петар Цветковски го забележувам на централната бековска позиција, на местото на Мики Лазов. Мијушкови, Цветковски и Димовски, бековската линија. Гриши Кашвили како пикер. Направил престап Мијушковиќ. Овега пробивање судено на Стефан Атанасовски, висок е, корпулентен, силен,
фали уште малку техника, ќе биде извонреден пикап. Втор гол за грузиецот Гришикашвили. Комплетен тикваш. Има можност Грчевски на оваа среда да им даде можност на сите од групата. Чекори направи Савески, ми се чини. Цветковски и Димовски комбинира. Харистовски. Втор гол за него. 25-16. Некако намалија во брзина Стружани, дали тоа значи дека лека полека го признаваат поразот. Ке излезе Филип Мичкановски, најверојатно да го се укаже помош таму. Ахмед Мајдум се враќа во игра. Ие Мајду брани Маријан Велков. Трета интервенција. Сега може слободно да кажем, од мртов агол биеше Мартин Димовски. 3 од 5 има Димовски, значи 2 промашувања со ова. Феруковски одбрани Велков, меѓутоа ќе има удар од 7 метри. Наум Костов, најверојатно. Тој беше прецизен 2 пати во првото полувреме, меѓутоа Мацо Велков е на голот. Не успе. Четврти гол за Наум Костов, 3 од 3 од линијата од 7 метри. И има еден гол од игра, 1 од 3 има шут од поле. Мике Лазов игра на позицијата лево крило, каде што досега беше Димо Коцев. И го сочува малку Грчевски. Цветковски прави чекори, а не. Имало пробивање од страна на Гришикашвили. Така покажаа судиите. Савески, Мајдуб, Феруковски, Мајдуб, Савески, помина оваа топка. Трет гол за Богдан Савески.
ќе му се укаже лекарска помош на Савески. Мартин Димовски отиде да се одмори. Мохамед Ахмед Магди со број 5 го игра и веднаш реализира. Втор гол за Магди. Феруковски, Мечкаровски, Најду, Стефан Атанасовски, само прв гол за него. Наум Костов до сега имаше постигнато 68 погодоци, дури 28 од линијата за 7 метри. Втор стрелец е токму Стефан Атанасовски со 58, а трет стрелец е Филип Мечкаровски со 45 гола. Филип Мечкаровски до сега нема постигнато гол. Кај тикваш најдобар стрелец до сега во првенството, Димитар Коцев, 59 погодоци, Богдан Мијушковиќ е втор со 45, а Мартин Димовски е трет со 37 гола. Тајмаут побара Грчевски. Дваесет и 6-19, уште 15 на минути до крајот на надпреварот. Значи, 3/4 од надпреварот помина, се игра последната четвртина. Малку математика не е на одмет. Цветковски, Магди, Цветковски, повторно пробивање од Гришикашвили. Добро гледам, во игра во одбраната е Матеј Петрески со број 13 кај тикваш. Феруковски, Мајду, 7 гол за него. 7 од 8, само едно промашување има Мајду. И тоа првиот шут му беше промашување, потоа 100% прецизен. Стојановски како централен бек, Магди, Стојановски, Цветковски комбинира, греши Томче Стојановски. Сега се посрамоти Мајду, промаши чист гол, чист зица.
26-20, 18 минута од второто полувреме. Цветковски, Макди, Цветковски, Стојановски. Христовски се отвори таму на втор пикет. Стигна Мики Лазов, ова е едно лошо додавање. Томчо Стојановски. Четврти гол за него. (27-20). Рутински го одработуваат овој период. На голот на Струга се враќа Александар Ѓурѓеви. Ова е втор гол за Стефан Атанасовски. (27-21). 9-9 во второто полувреме. Со фаул ја освојува топка Томчо Стојановски. А тајмаут бара тренерскиот тандем Жарко Феруковски и Наум Костовски од клупата на Струга. За љубителите на спортот, потсетување денеска до Струмица, градскиот фудбалски клуб Тиквеш славеше против Академија Панде Брера со 0-4. Ръковски, Мечкаровски. Сега се посрамот и Феруковски. Само во стативата, иако имаше чиста зицер позиција. А продолжува Томчо Стојановски со својот 5 гол, 5-ти гол. Продолжува со својата серија и Ахмед Мајдул, 8 гол за него. Не успеа ни Гришикашвили. Биеше само во стативата. Мајду поисали Матеј Петревски.
Стефан Атанасовски, Мечкаровски, за Атанасовски од оваа топка, погледнете колку елегантно за неговата висина и тежина го изгледа сето ова Стефан Атанасовски. Не може кавадаричките одбранбени ракометари или може би не сака да игра многу подцврсто. Сега Гришикашвили не греши, трет гол за него. 29-23. 11-11 во второто полувреме, уште 8 минути игра во овој надпревар. Мајду, Мечкаровски, Феруповски. Мечкаровски по Мајду. Одличен Томчо Стојановски во одбраната, исто како и во нападот во моментот. Впрочем, Мечкаровски и Милјушковиќ се на некој начин столбови на оваа кавадаричка одбрана, почувајќи го тука и Јан Тајник со неговата висина и корпулентност. Меѓутоа, лошо стартуваше Тајник, па Грчевски се одлучи да го одмара. Не видовте сега зашто Димитар Коцев го има прекарат Неготин Експрес, четврти гол. Веднаш како ракета, како куршум излета во контра и ева реализацијата. 30-23. 24-та минута од преводот. Малин Костов, Феруповски, Радо Мартин Димовски, Матеј Петрески, Мартин Димовски. Четврти гол и за Димовски. Со број 21 сега на пекерската позиција Ерен Алиша или Алиша Ерен. Ије Мечкаровски во добро поставениот Маријан Велков, за кога ова е четврта интервенција. Матеј Петрески остана во игра. Мики Лазов, сега кавадаричка тројка бекови, Петрески, Лазов, Димовски. Таму натурализираниот кавадарчанец Димитар Коцев на левото крило, десно крило е Џулијано Христовски, пикер е грузиецот Гришикашвили. Так прави Гришикашвили пробивање, ова беше премногу очигледно. Останува 31-23. Мечкаровски не може покрај Петрески, иако е релативно млад, силен, корпулентен, висок. Го пушта Грчевски да се кали на ваквите надпревари, се калат овие млади, навистина млади ракометари, не се млади по 25. Ево го првиот гол за Филип Мечкаровски. Багопанов на голот на Тикваш во последните 5 минути. Малку преагресивно отиде Ахмед Мајду на Мики Лазов.
и излета топката на Мартин Димовски, како да сакаше да додаде на Лозари. Феруковски, Мечкаровски, Феруковски, повторно Мечкаровски. Свирено е 7 метри. Покажуваат судиите дека интересно Матеј Петровски бил натре, меѓутоа не сумувален во оваа судиска одлука. Фаул беше некаде на 7-8 метри. А брани Вавел Панов. Инаку Ненад Костовски го промаше овој пенал. Лазов Димовски, Лазов Петровски. А сега одбрана на Ѓурѓевиќ. Четврта за него. Биеше Матеј Петровски. Овде имаше и контакт, овде имаше излучување, само да видам што е судено, тайм-аут изеда, да. Ѓулијано Христоски, трет гол за него. 32-24, неполни 2,5 минути. Тоа ќе го дојде не цели 150 секунди до крај. До сега највисоката победа текаш против Струга ја имал минатата сезона. Овде во Ковадац било 38-30, значи 8 разлика. Сега е 32-24, 8 разлика. Мајдук, Мечкаровски, овде ќе имаше 4, иако при држање и меѓусебно туркање, буткање, некојаш чековите знаат и да се скокнат, односно да не се бројат. Биеше Мечкаровски, фаулиран од Мијушковиќ. Мечкаровски, Мајдук, бие Мечкаровски и погодува. Втор гол за него. 32-25 почнува последната минута од надпревар. Подсетувам само кога женската рекомендна сениорска репрезентација во прашање, нашите девојки следниот викенд во Анкара во Турција ќе играат еден турнир против селекциите на Турција, Словенија и Словачка. Беше погоден таму во глава голман од Топенковски од страна на Мике Лазов. Тој ќе биде исклучен. Немаше да намера никаква. Во петок на пети, ракометарките од 14 часот играат со Турција, во сабота од 12 часот играат со Словенија и во недела од 10 часот играат со Словачка.
Можност за грчески да ја провери моменталната форма на ракометарките. Мајдуб, Мечкаровски. Сега погреши Стружани, последни 2-3 секунди. И така ќе биде победа на ГРК Тиквеш, сигурно убедлива, 32-25. По редовите на Тиквеш, одлична партија на кададаречките голмани, Василije Печурица имаше 7, 4 одбрани имаше Маријан Велков, а што се однесува до погодоците, 3 постигна Христоски, 2 постигна Магди, 5 гола постигна Томчо Стојановски, 2 Балшо Чејовиќ, 4 гола за Мартин Димонски, 3 за Мики Лазов, 4 за Коцев, 1 за Симиќ, 5 за Богдан Мијушковиќ и 3 за Гриши Кашвили. По редовите на Струга, најефикасен со 8 погодоци беше Ахмед Мајдуб. Канадарчани само потврдуваат дека се уште еден чекор поблиску до оние места што носат во плейофот, а во следното го подсетувам, канадаречкиот суперлигаш мога остава на Скопски Вардар. Почитувана публика, во име на спортската редакција на КТВ телевизија, јас ќе посакам пријатни мигови со нашата програма.